Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Медицинари од инфективното оделение, лабораторијата и рентген одделот се првите од болницата во Гостивар кои што ќе се вакцинираат против COVID-19. Одржан состанок за фактичката состојба на Попова шапка, ќе се извршили концесионирање. Дали младите може да најдат пристојна работа? Анкета на граѓаните на Гостивар. Медицинари од инфективното оделение, лабораторијата и рентген одделот се првите вработени во болницата во Гостивар, кои што ќе се вакцинираат против COVID-19. Вакцината ќе ја примат во четврток во Скопје. На листата за вакцинирање медицински персонал од болницата се вкупно 417 вработени. Антиковид имунизацијата на здравствените работници во Гостивар ќе започне со персоналот кој е најдиректно изложен на голем ризик од зараза. Први ќе се вакцинираат 40 медицинари од инфективното одделение, болничката лабораторија и рентген одделот. Нивниот термин е закажан за четврток 25 февруари на вакцинален пункт во Скопје. Значи, за нашиот град и за нашата болница ќе бидат вакцинирани дел од колегите кои актуелно се занимаваат со третманот на ковид болни, тоест инфективното оделение, технолозите кои ги снимаат пациентите актуелно и во моментов и дел од лаборантите кои имаат контакт со пациентите кои се ковид болни за земење на лабораториските анализи. Тоа све на све ни дава од нашите листи бројкот околу 40 персонел кој работат, бројкот 40 персонел кој работи во нашата болница. Сите тие ќе бидат вакцинирани во модуларната болница во ковид центарот во Скопје. На листата за вакцинирање медицински персонал од Гостиварската болница запишани се вкупно 417 вработени. Толку изразиле интерес да бидат имунизирани против коронавирус. Кога ќе стартува имунизацијата за нив, зависи од текот на снабдување на земјава со вакцини. Како ќе оди последователно снабдувањето со вакцини во нашава држава, така ќе бидат и редом вакцинирани сите колеги или сите медицински здравствени работници тука во нашава болница. За информација, сето тоа ќе се одвива во модуларната болница која е туку што изградена нова тука и таму имаме простор, назначено екипи, простор, како тоа ќе се движи и протоколот е се спремен. Се надевам дека до крај на неделата и официјално модуларната болница ќе биде дадена, пуштена во употреба, така што ние спремни сме да ја извршиме целата ова процедура. Се зависи, значи, како ќе бидеме снабдени со количините од вакцините. Имунизацијата против коронавирус во Македонија започна пред една недела со вакцини донација од соседна Србија. Засега се вакцинира само здравствен персонал. Според податоците од Министерството за здравство, над 1155 медицинари ја примиле вакцината против COVID-19. Преку веб страницата vakcinacija.mk реализирани се повеќе од 63.000 пријави од граѓани со искажување интерес за вакцинација. Министерството најави дека до крајот на неделава се очекуваат и останатите количини на вакцини од Србија, како и 200.000 кинески вакцини. Во Министерството за економија на иницијатива на владата се одржал состанок за новиот предлог на владата, на кој се разговарало за можноста за концесионирање на Попова шапка. Присутни биле представници од иницијативата за спас на Попова шапка, директорот на Елем Турс, представници од ресорните министерства, од општина Тетово, како и Агенцијата за развој на туризам. Се разговарало за 3 главни точки: анализа на фактичката состојба на Попова шапка, деталниот урбанистички план и анализата околу можноста за концесионирање и распределба на Попова шапка.
За точка 1, генералниот директор на ЕЛЕМ Турс, господин Авзију, имаше неколку битни информации од каде што произлегуваше и едно негово мислење околу состојбата во ски центарот. Значи, тој според податоците што го имаше, го погажуваше и развојот на Попова шапка и како го нашол таа фирма. Значи, главниот елемент и главната проблематика е пошто таа фирма е во губиток од 75 милиони денари, како резултат на овој губиток, значи, биле затоа што ЕЛЕМ Турс управува со неколку туристички капацитети кои што не се профитабилни и кои што се во голем губиток. Како една од главните проблематики што Попова шапка ја доведел до ова работа, токму е и мензата од Рек Битола, која што цело време е во губиток и ЕЛЕМ Турс е обврзана да направи ладен оброк за работниците кои што работат таму. Ова е еден од главните причини и главните елементи за кои не можеме ние никако да предвидиме нови инвестиции во Попова шапка, како целиот процес на Попова шапка е блокирана за развој и така натаму. Во точката 2, значи представничката на општина Тетово раскажуваше како урбанистичкиот проект, значи е во фаза на подготовка, значи ние како иницијатива некако му спротивставивме и бевме поддржани, бидејќи тој урбанистички план датира пред 10 години, тој е веќе стар урбанистички план, тој се обработува во нелојална комуникација со граѓаните и една од главните точки ние им презентиравме дека треба да се обработи во координација и со туристичкиот центар, со ЕЛЕМ, со новиот директор и со сите чинители кои што се во Попова шапка, така да баравме тој план некако да се анализира и да се види и опфатот на планот, бидејќи таквите инвестиции се прават за развој за 10 години период и да се направи како што треба. Сообраќајната блокада што се случува во Попова шапка токму е и ради паркингите кои што фалат. Паркингите не се предвидени според урбанистичкиот план. Значи, како една од главните елементи треба да се предвиди и да се иницира потхитно и изградбата на новата жичница од Тетово до Попова шапка. Како трета главна точка тука и како една од главните точки од иницијативата за спас на Попова шапка која го баравме во да го потпишат политичките партии во предпарламентарните избори што го организиравме во Попова шапка, беше тоа што ЕЛЕМ не треба веќе да се занимава со Попова шапка и со другите туристички центри, но да се предложи еден предлог до влада и ЕЛЕМ да го подели ЕЛЕМ Турс да биде под покровителство на владата и истата веќе да биде во менаџирање директно од владата, врз која што понатаму ќе се почне и процедурата за концесионирање, јавното приватно партнерство или целосната продажба. Какви се условите за младите, можат ли да најдат пристојна работа? Зошто голем дел од младината среќата ја бара надвор од границите на земјава? На овие прашања во анкета денес одговараа граѓани на Гостивар. Да ги слушнеме нивните мислења. Официјални статистики за иселувањето на младите од Гостиварскиот регион не достигаат, но евидентно е дека тој тренд го има и значаен дел од младината својата среќа ја бара надвор од границите на земјава. На пат кон западните држави ги носи сонот за подобар живот. Во анкета ги запрашавме гостиварци какви се условите за живеачка и напредок на младите, можат ли да најдат пристојна работа и добро да заработуваат. Мислењата на граѓаните се поделени. Некои велат младите бегаат оти не можат да си обезбедат екзистенција. Други, дека тој што сака да работи, ќе најде работа. Ја мислам дека тешко. Нема така. Зошто се иселуваат? Па, гураат подобар живот. А дали е подобро да учат школа или занает да фатат? Што мислите? Абе, подобро е школа да заврши. Друго е да заврши факултет, друго е да биде со средна школа. Што мислите, што треба да се направи да се подобри таа состојба? Што знам, не знам. Може ли да биде подобро? Можда може, али треба да имат и услов. Ништо нема, ништо. Сега за сега ништо. Не, изменето не е ништо. Тоа треба парламентот опшен да се води дразбешен што побргу. Сега се бориме со пандемијата, да вода со ова епидемија, меѓутоа, ајде да гласаме, ајде да
Да се среди. Тие, Зашто младите заминуваат од земјава? па немате екзистенција. Што вика Хрватите, трбуком со круком. Мора тоа да екзистенција. Му дал Господ се женит. Ебе колку имаме ние не женето овде бе. Па нема тоа, опстанак не можете. Утре треба да ќе оформи фамилија, ќе он па не може да екзистенција реди. Од каде? Јас сум погодени човек и сам млади бе. Немам некој убави веројатно. Работа за младите. Кој сака да работи има работа. За секого има работа во секое време. Вие би сакали Да. надвор да одите да работите за подобар живот или? Не, ја не сега. Ја не сум више во години кај што можам да одам надвор. Ама млади бе си размислуваат на свој начин и така. А кој сака да работи има работа. Па ја мислам дека и. А зошто се иселуваат младите? Па со нивна волја. Нив слободен избор за подобро. Ја мислам дека имат и овдека работа. Подобро да учат школа или дека занат? И школа и занет. Работа нема, сад тој што сака да работи, има работа. Како се снаоѓате вие? Па ја музикант сум, ама сега со ова короната катастрофа е. Катастрофа. Ама и вика дека ќе ја пуштат. Ќе се пуштат. Свадби, ресторани, ово, оно да се прави. За да може да работи. Да. Официјалните податоци покажуваат дека од над 11.500 невработени, колку што се регистрирани на гостиварското подрачје, околу 4.150 се млади лица на возраст од 15 до 34 години. Од статистиката сепак може да се потврди дека безработицата не ги поштедува ниту повозрасните. Невработени се 1089 граѓани кои имаат над 60 години. Брвеница е пример за миграција град-село. Животот во рурални средини се попримамлив. Сторија на Милена Бучевска. Миграцијата од град во село станува се повеќе популарна. Живко Марковски е само еден од многумината кои одлучиле да побегнат од урбаниот хаос. Веќе 4 години живее во Брвеница. На животот во град, вели, не мисли никогаш да се врати. Се снајдовме добро, комшиите не прифатија и тоа. Се повеќе бараат луѓе во плацеви? Па бараат, да. Бараат, има. Скоро нема ден да не пројде некој да не праша, да не оно. Има доста побарувачка. Сега како кој ќе се снајде, тоа е. После 4 години би се вратиле повторно во град? Не. И додека некои села се празнат, токму општина Брвеница е можеби единствена во државава каде трендот на доселување не запира веќе со години. Се повеќе се купуваат и градат куќи, во просек по 15 на годишно. Целата состојба со корона кризата дополнително влијае на зголемениот интерес за живот во рурална средина. Случува во Стенче, во Волковија, во Блаце, како села што беа запуштени. Сега лани скоро сите тие стари куќи, луѓе што не иделе со години, почна да ги преадаптираат, да ги реновираат и има голем интерес и поради тоа бидејќи бегаат кон селата. Доселувањето се одразува и во образовниот процес. Во училиштето во Брвеница постојано расте бројот на ученици, а годинава имало рекорден број првачиња, дури 63. 12 годишно искуство имам и секоја година имам прилив на се поголем број на првачиња. Освен првачињата, во текот на годината запишувам и ученици кои што се доселуваат од градовите, па дури имаме и од внатрешноста на Македонија. Брвеница е една од поголемите општини во регионот и опфаќа 11 населени места, главно со мултиетнички карактер. Нема официјални бројки, но се претпоставува дека има близу 20.000 жители. Сепак, има и села во Полошко, кои имаат сосема спротивна судбина. Се повеќе се празнат и остануваат во заборав. Верковиќевиот апостол е дело на доцент доктор Михајло Марковиќ и професор доктор Сонја Новотни од Универзитетот во Тетово, во кое тие анализираат ракопис од 14-тиот век, кој представува доказ за постоењето на македонскиот јазик.
Анализа на правописно-фонолошки особености на ракописот монашки писец од 14 век извршиле доцент доктор Михајло Марковиќ и професор доктор Сонја Новотни од Универзитетот во Тетово. Во нивното дело Верковиќевиот апостол, доцент доктор Марковиќ ни објасни што конкретно се обработува во книгата, а самиот ракопис представува доказ за постоењето на македонскиот јазик. Книгата Верковиќев апостол во суштина представува едно монументално дело, не дека е мое и на професорката Новотни, току навистина е монументално дело, бидејќи го докажува континуитетот на македонскиот јазик. Токму во денешницата, овој ракопис се спротивставува на лажните тврдења од бугарските лингвисти дека македонскиот јазик е настанат 45-та година и така натаму. Буквално во Верковиќевиот апостол се среќаваат елементи јазични, па може да се каже од една страна и диалектни, особено во записите кои што ги има настрана, кои што ја потврдуваат македонската црковно-словенска редакција на самиот ракопис, односно проевиненцијата која што ја има овој ракопис како македонски и како сведок и чувар на идентитетот на македонскиот народ и нормално на македонскиот јазик. Тоа е ракопис од 14 век, кој што е напишан од монаси. Значи, не се знае кои монаси, токму од причина што монасите во тој период биле со исклучиво голема скромност и таа скромност не им давала да се потпишат под самите ракописи. Ракописот е именуван по Стефан Верковиќ, кој се смета дека го однел ракописот во Русија. Верковиќевиот апостол денес се наоѓа во Русија, односно во библиотеката Салтиков Чедрин во Санкт Петерсбург, и тој е ракопис кој што е продаден на руската библиотека или можеби и на некој друг претходно, кој што ја препродал пак на руската библиотека, од Стефан Верковиќ. Тој бил познат и прочуен собирач на ракописи. Лично мене, ако ме прашате, и дел од научниците кои што работаат на проблематиката стари ракописи, а ги нема многу, во Република Македонија денес имате само 10 научници што се занимаваат со историја на македонскиот јазик. Во суштина, Стефан Верковиќ го краде од овде, и од каде и да го краде, и го продава на руската библиотека или на некој посредник кој што подоцна ќе го продаде на руската библиотека. И благодарение на него нас не останал овој ракопис да го објавиме, бидејќи ако останал во Македонија, најверојатно би завршил со уништување, но сепак неговата алчност за пари најверојатно донела да овој ракопис денес повторно професорката Новотни го врати во Република Македонија, го обработиме и јасно ги докажеме македонските јазични особености кои што ги следиме преку развојот на двата ера, големиот и малиот ер, односно развој во О и Е, карактеристика за стандардниот македонски јазик дори, потоа развојот на носовките он и ен во А и Е, од типот рака, пат, петел, греда и така натаму, но и употреба на различни лексеми кои што би соодветствувале денеска, членот го споменав и на граматички план, но бидејќи овде повеќе работиме на правописни и фонолошки особености, не опфаќаме оној дел на морфологија и синтакса, кој што би бил најверојатно елемент на обработка во некој друг дел од самиот ракопис. Книгата е издадена со поддршка на Министерството за култура во 2019 година, до кој доцент доктор Марковиќ изрази благодарност, како и до рецензентот професор доктор Мери Цубалевска, која, како што вели Марковиќ, го одобрила како монументално дело. Сметководителите денеска го повторија барањето за продолжување на роковите за поднесување на финансиски извештаи и завршни сметки со образложение дека во услови на пандемија и кога дел од нив се болни од COVID-19 или во изолација, не е можно да се стигне законскиот рок до крајот на февруари. Овие наши апели што постојано бараме одлагање, мислењето на Комора сметководители е дека директно поврзано со петиот сет на мерки. Со завршните сметки мора да се вратат сите што земаа плати во вториот и третиот сет мерки. Затоа ги брзаме завршните сметки да ги поднесеме до 15 март, за да можеме врз основа на завршните сметки деловните субјекти што земале финансиска помош во однос на платите да бидат рефундирани, па да можеме да се фати понатака циклусот за петиот сет мерки.
и нашите постојани апели за одложување на завршните сметки, за подобрување на квалитетот на финансиските извештаи, ќе доведе да овие завршни сметки бидат најнеточни во историјата на самостојна Македонија. Тоа што ние постојано го баравме и постојано апелиравме, не наидовме на прием од Министерството за финансии, Министерството за економија и загрижува тој игнорантски однос на одредени структури. 22 годишен гостиварец лишен од слобода поради извршени тешки кражби, украдени пари и предмети од црква во гостиварско Пожаране. Пријава за исчезнато малолетно лице. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 63 лица, 24 од Тетово и 39 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 46 лица од Тетово и 13 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 216 лица од Тетово и 74 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 13 часот и 40 минути во Тетовски Челопек полициски службеници лишиле од слобода 56 годишен маж од ова село, кој претходно му се заканил на 43 годишен соселанец. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер околу 19 часот и 30 минути на улица Живко Брајковски во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 22 годишен гостиварец поради сомнение дека минатиот и овој месец во Гостивар извршил 5 кражби и тешки кражби, од кои 3 во моторни возила. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Од гостиварецот исто така било времено одземено и патничко моторно возило, кое не било регистрирано повеќе од 6 месеци. Вчера околу 17 часот и 50 минути во Гостиварска Топлица полициски службеници привеле 26 годишник од Република Албанија, кој го злоупотребил туристичкиот престој, односно престојувал спротивно на целта. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера во 15 часот и 35 минути 73 годишник од Гостиварско Пожаране пријавил дека непознати сторители со употреба на сила влегле во црквата Свети Пророк Илија и одзеле парични средства и предмети. Извршене увити се работи на расчистување на случајот. Вчера во 15 часот 58 годишник од Тетово пријавил дека половина час пред тоа на улица Горна Чаршија во Тетово бил физички нападнат од 73 годишник, исто така од Тетово. Случајот е целосно расчистен и против пријавениот ќе следува поднесок. Вчера во 17 часот и 55 минути пак 39 годишник од Гостиварско Калиште во СВР Тетово пријавил дека од дома се оддалечил неговиот малолетен син. Се преземаат мерки за пронаоѓање на пријавеното малолетно лице. Вчера во 11 часот 32 годишна Тетовка пријавила дека на улица Благоја Тоска била касната од куче скитник. Вчера во 13 часот и 20 минути пак 66 годишник од Тетово пријавил дека во блок 70 во Тетово бил исто така каснат од куче скитник.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма. Пријатно.